Pozdrav na sите dečki, laki su vas. Dobro dođete vo novo video. Kako ste, da li ste dobri? Izmoran sam, ne sam izmoran, samo što станах od spajne, znači možete da vidite. Още не съм разсонен. Али не е това проблем. Проблемът е шо. Проблемът е шо денеска не знаем кой да поздравим. Защо? Оти не коментирате много в моите видеа. Сега, трябва повече коментари да има в моите видеа, повече да коментирате, за повече да излезем в рекоменда и повече лайк да остава. Така да, лайкнете го още отма ново видео, за да излезе в рекоменда. Коментирайте хештег LuckyComShow или LuckyComSo. А в ovo видео ќе добият поздрав овој човек тука и овој тука. Така да, доколко сакате и вие да бидете поздравени во наредно видео, sve što трябва да направите LuckyComSo, хештег LuckyComSo во коментар. Да ме заследите на Instagram, LuckyCarex. Уште 300 followers ми фалат до 1000. Да ме заследите на TikTok, LuckyCare, пошто уште 200 followers до 10.000 ми фалат, така нешто или уште 300. И јас немам што да ви кажам, сами гледате што се дешава по насловот. Тест за комшии. Така да, ќе правиме тест за комшиите. Искрено во денеска немав нешто контент што да снимам ово оно. Али се решив да направам едно кратко тестче за neighbor тест, фактички тест за комшии. Така да ја немаше да одолговлекувам. Доколку сакате да опочнеме квизот, заследете ме на Instagram, лайкнете, не мора да ме заследавте, тие ще не сакате, тие ще ме следите Арно, тие ще не ме следите, ако не сакате не мора, ако сакате заследете ме, али во главно, пред да го почнеме квизот, обавезно стопирајте го видеото, лайкнајте го и коментирајте хештег LuckyComSo. Јас почекувам 5 секунди, сега ќе испадне таймер на екранот. Окей, тоа е тоа, сега може да почнеме, вали да го лайкнате и пишате LuckyComSo, така да let's get started. Еј, не прочитаме тук што пише, окей, нема врска. Така да, вали да нема минутажа, 10 questions има, окей. Вика така, your neighbors have no idea that you can see directly into their bedroom. Do you tell them? No. Мора да се доближам до микрофон, пошто нема изгледа да се слушам. Сега, вике, твоите комшии немат поима, оти ти можеш да гледаш директно в нейната спална, дали ќе им кажеш? Се разбира дека не. You're collecting your neighbor's mail while he или she is out of town and come across an unlisted envelope containing his/her paycheck. Do you take a pic? Па, зашо би бил лош? Свекаш као, зашо да не им ги дам? Као, они са негде на одмор, да кажеме, мислам на одмор, живеат негде в странство. И сега за ваа куќе тука ще им стои и им идат сметки. Пример, во месец им стигат сметки от струја, вода, кабелска и се наврат ти им ги собириш. И сега кога ќе се върнат после 5-6 месеца, пола година време без разлика, дали ќе им ги даеш тие сметки на них или ќе се задржиш за них за тоа што им е пейчек, как и да им го зголемиш, тоа што треба да уплатат данокот, дали ќе им го зголемиш на повеќе и нема да им ги даеш сметките, или ќе чевиш в тебе. Така да јас ќе им ги дам свек, зашо да ги злоупотребувам. Вика така, your plumbing is on the fritz for the day and you really need to go to the bathroom. Your neighbors are at work and you know where they hide their spare key. Would you sneak in to use the loo? Саво, your plumbing, не знам што е plumbing, затоа мора да проверам. Цевките, аха. Цевките са, значи, вали да заледани. Фриц, не знам што е фриц. Значи цевките ти са заледени баш во ден и ти мора да дојдеш да се бајниш као, свекша цевките ти са заледени. Твоите комшии са на работа и ти знаеш дека им стои нивниот spare key или тие што са клешти за чинување. Дали ќе сникнеш, нели ќе се пикнеш во нивната куќа, знаеш, скришно ќе се чиниш, за да дојдеш да им го земиш тоа за да си ги поправиш цевките. Па искрено би. Зашо да не? Ако веќе имам потреба, да. Знаеш кога кога иде потребата или зорцот, не се пита, мораш. You borrow your neighbor's video camera and discover a recording of them having sex. What do you do? Значи, има наогиш камерата на neighbors, нели на комшиите, им провалиш в нея и видувиш видео как они имат секс. Што ќе направиш? Првото е игнори, знаеш да го игнорираш. Второто е да го изгледаш и да им кажеш уживах во видеото, нели? И третото е watch it but don't mention anything. Ако имаш уште една четврта опција, ќе кажах најдех едно видео дека вас, ама на жената ќе ја кажам, и ќе ја кажам, ако не садиш во видео да се расшира низ цел интернет или на сегда, ело јас и ти така една вечер да се направиме аветче, може така да се реши проблемот. Ако ми се закани со закани, или со
оти те оценявам, ако ми се закани, нели, от ки ма тужиш. И аз може ке изгорам нещо, нели, заради тужбите, заради това, али после това ке изгориш дупло, па сега ти размислиш какво ке направиш. Така да аз ке watchнам, but don't mention anything, значи нищо няма да кажа. Your neighbors who are normally quiet are having a huge birthday bash. It's midnight and the music is still blaring. What do you do? Нищо, ignore it. Just, сакаш као, всеки път комшиите ще ти са тивки, имат голема забава и вечерта, нели, после полноке имат музика и фул, знаеш, гласно се, що ке направиш? Ки питам, знаеш, полека да намалят, да ги игнорирам или call the police, са ям на полица, нищо няма да направим, заради това, що и аз съм тип, ще всяке гласна музика и никой път не ми пречел. Фала Богу, аз имам комши, ще всеки път пушкат гласна музика и мен никой път не ми пречело. Фактически всеки ден ки го опна MP3 звучник на микрофон, вото, нямам връзка. Така да не им пречеш, защо би ми пречело? Шесто прашение. Have you ever had sex with a neighbor? Не, али би сакал. Дали некой си имал секс с комшия? Не, али би сакал. Мислим, не мъжко го женско да има свата. Да. You're parking on the street in the middle of the night and accidentally bump your neighbor's car. There's a slight dent. Do you tell him или her? Значи, случайно паркириш колата вечерно време и не сакайки има изгребавиш колата. Има линия, нели, ще викат, като е изгребана бела линия. Дали ки им каиш? Па и да им кажем и да не им кажем, ако имат камери, ке ма вият. Али в случай да немат камери, не би им кажел. Нек с ноги това. Али в случай, ако я сама изгребам колата и на моята ки има, знаеш, като и залепано, като и излюпано, нещо, като и сплескано, дек се изстругала колата, ще значи всеки премет това. Окей, одиме со 8 прашање. Вики, your neighbors have just moved into a house where a murder recently took place. Do you tell them? Да, обавезно. Обавезно. Значи, твоите комши са преселят в куќа, дека шо мърдър валда насилник, веќе си заземал место, дали ке им каиш? Па да се осигурам, али мислам дека мърдър е насилник. Мърдър. Да. Убиец. Па окей, насилник, убиец не е слично, али... Да, ке им кажам, заради тоа што може да настрадат. Has a neighbor ever sued you? Па не. Дали некој път комшија ма има осудено на нещо? Хвала Богу, не, за сега. Така, дечки, одиме со последното 10-то прашање. Да видиме шо е последното 10-то прашање. 10-то прашање гласи вака. Has more than one neighbor called the police on you? Дали има некој комшија, един или повеќе комшии, викнал на полиција на тебе? Епа, да, ма пријави полиција на мене. Мислам, полиција комшија ма пријави мене. Колко што знаете, нели, за видеото што су кокаин пренкот и бла бла бла. Окей, не е битно. Score my test. Да видиме што сме направиле. Пред да видиме што сме направиле, што треба да направите? Точно така, лайкнайте го видеото, коментирајте хештег Lucky. Как беше? Коментирајте хештег LuckyComso. А јас ќе почекам 5 секунди. Тоа е тоа. Одиме да го скорнеме тестот, да видиме што се случило уствари со моите резултати. Да бе да, score my test. Your score is 45%. What does your score mean? Да видиме што скорот вике. Што значи мојот скор, мојот таков. Ки читам прво па после превод. Значи вике. Кога ќе имаш нови комшии, изгледаш ќе бидеш близко френдли со них, нели, значи близко коти пријател со них. И значи ќе бидеш коти близко спон со них и пробуваш да се однесеш со них, фактички да ги третираш них коти што и они тебе те третираат. Значи не ти да бидеш секој пат добри, че ти цело време ќе им помагаш, ти цело време во тоа, значи се ти општо за се ти да се греш, туку ти ќе ги третираш них како што и они те третираат. Не ти да ги гледаш коти бебиина да се греш за них, они да не е боли корот за тебе, сваќаш в таа смисла. После тоа вика шансите за доброто пријателство са малечки, заради тоа што вика по твоите резултати заклучимот и ти не питуваш дали да влезеш дека ник дома и знаеш некој пат да сникнеш, нели, да се пикнеш, да си земиш тоа што ти треба без да знаат они. Исто така заради тоа што тоа им се пикше в приватните животи и пробуваш да им се одмаздиш ако они нешто ти имат направено. Исто така може да има сериозна, нели, закачка помеѓу комшиите заради тие
може да има сериозна закачка заради тия работи, нели? Може до сваща да доја. И може Вики, иако твоите резултати не беа дали ти има викнано или ти нема викнано полиција, може да дојде до тоа, до викање полиција. А нели е поинтересно вика да си правите, да си испаднеш вика с некои комшии, така да шетиш или на дейт без разлика, да им те скари, да правите во тоа или например кукички на дрва. Тоа е вика поинтересно за разлика од тоа што го правиш. Така да, тоа е тоа за ова видео. Ако ви се допадна, оставете обавезно лайк, комент и subscribe, значи јас само си отворам и трансфер за да префрнам видеото за живко. Така да, ако ви се допадна ова видео, обавезно оставете лайк, комент и subscribe. Јас немаше повеќе да ви кажам, заследете ме на Instagram Lucky Carex, коментирайте Lucky Comso за поздрав во наредно видео. Заследете ме на Instagram, усвари, what the fuck, зашо сум го дайвал, лекнете го видеото, чао, се гледам на видео.